Петок, 17 март, кратки вести во 12 часот. Ден по ден, месец по месец, состојбата е се полоша, а силниот ветер и брановите секојдневно го нагризуваат. Има ли спас за она што е вистинска препознатливост на Охрид, малото островче, кое е во исклучително лоша состојба. Островчето е запишано во аналите и колективната историја на Охрид. Токму затоа, како редакција, уште во 2020 година изработивме комплетен проект и предлог за негова санација. Супер радио и Охрид прес распишаа конкурс на кој се пријавија бројни млади архитекти со нивни предлози за тоа како треба да изгледа ова место. Истите ги отстапивме бесплатно на Охридската локална самоуправа, снимивме и документарен филм да го вратиме сјајот на Охридското островче, во кој се говори за тоа какво било, какво е, но и какво сакаме да биде во иднина. Исечени се бројни дрва во близина на аеродромот Свети Апостол Павле на стариот пат Охрид Струга, јави порталот Охрид 1. Според објавените фотографии и видеото, станува збор за потек од неколку стотини метри во кои се исечени стеблата. На овој потек подолг период наназад на повеќе места се врши буквално тампонирање на брегот на езерото, а во повеќе наврати е регистрирано исечење и уништување на појасот со трска. Сдруженијето Цар Борис III поднело дополнителни документи до Централниот регистар за усогласување со Законот за здруженија и фондации и со тоа доби дополнително време, односно предметот за ова здружение не е разгледуван на вчерашната седница на Комисијата за употреба на имиња. Комисијата вчера донесе негативно мислење за употреба на името Иван Михајлов, а за Цар Борис III добило известување дека здруженијето поднело дополнителна документација за да се усогласи со законот. Ова значи дека здруженијето Цар Борис III со седиште во Охрид самото ќе си даде нов назив и нема да биде избришано од Централниот регистар, што пак се очекува следната недела да се случи со здруженијето на бугари Иван Михајлов со седиште во Битола. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува засилен северен ветер, максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.